Емисијата Став се емитува како дел од проектот Развојна општествена одговорност. Во неја ќе се потрудиме да ги актуализираме сите оние прашања кои што ги поставија учесниците на трите фокус групи кои што ги организираше нашата телевизија. Проектот финансиски е поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија. Вечерва разговараме за градскиот базен кој што функционира во општина Куманово. Наши гости се Стефан Димитриевиќ, од маркетинг секторот при градскиот базен, како и Фросина Аневска, спасител од градскиот базен. Почитувани ви благодарам што издвоивте време за ова вечерашно гостување. Благодарам и до вас за поканата. До вашата телевизија. Добро вечер на сите граѓани и голем поздрав за сите вработени на градскиот базен во јавното предпријатие Чистота и зеленило и до нашиот директор Даниел Стојчевски. Изминува трета година како во Куманово функционираат двата градски базени, со нив стопанисува јавното предпријатие Чистота и зеленило. Како сте задоволни, како функционира се? Па видете вака, значи првата година беше буквално запознавање на граѓаните со градскиот базен, воопшто не беа запознаени. Втората година веќе подобро се функционираше, а се надеваме ова година дека ќе биде баш најдобра година до сега. Што се однесува за градскиот базен, можам да кажам дека внатрешниот дел на градскиот базен е составен од 4 спрата, што можеби некои граѓани не се запознаени. Така да постои подрумски дел доле каде што се пумпите и одржувачите за вода. Горе е градскиот базен или водата за користење. Вториот спрат е наменет исто така за посетителите, тоа е трибинскиот дел, каде што можат да ги проследат своите деца додека идат на пливање. Третиот дел е хотелот и четвртиот дел е ресторанот кој се уште не се завршени, но се во проект да се завршат. Во споредба со претходната година има ли поголема заинтересираност оваа година? Можеме да кажеме дека кумановци се заинтересирани за пливање? Да, апсолутно ова година е подобра од претходната година, како и од првата година, па тоа ви викам, значи не може секоја година, првата година беше малку, втората се подобро и подобро одиме. Значи мислам дека оваа година ќе биде најдобра од сите. Спасителите се составен дел од двата базени. Колку време сте вие дел од овој тим? Јас сум 2 години дел од овој тим. Во функција сме 4 спасители и мислам дека добро функционираме како тим. Одлично ни оди. Интервенции сега во внатрешниот немаме толку запазено, но во надворешниот имаме се повеќе интервенции од активни давеници, пасивни не сме имале. Фала Богу. И тоа е. Да, покрај вас спасителите има и други тимови кои што функционираат. Да, имаме едно медицинско лице кој исто така интервенира за прва помош. Исто и ние сме вклучени во интервенција за прва помош. И тоа е. Редовно се врши испитувањето на водата, таа е бактериолошки проверена, што може да ни кажете? Так. Па да, редовно се врши испитувањето, 2 пати неделно имаме посета од ХЕС, се испитува водата, исто така имаме вработени луѓе што ја држуваат водата. Таа се движи на температура од 26 до 28 степени, прилагодени за дечињата, за возрастните. Температурата во амбиентот на базенот исто така е затоплен. Така да сите простории се затоплени, има. Да, базенот уште на самиот почеток беше приклучен на гасоводна мрежа. Така, приклучен на гасоводна мрежа и секојдневно има и подно грејање, има вака и амбиентално грејање и можам да кажам дека и се одлични условите на градскиот базен, што препорачувам секој да дојде и да ги провери да види. Доволен ли е бројот на спасители во однос на бројот на капачи? Да, нашиот број на спасители е доволен затоа што е покриен целиот базен и за надвор и за внатре. Во летната сезона за надвор се покриваме, исто имаме и волонтери од Црвен крст ни доаѓаат за летната сезона. Инаку вие сте лиценцирани спасители? Да, имам сертификат добиен за отворени води. Услугите на градскиот затворен базен, освен учениците, ќе користат и рекреативци, но исто така и приватни клубови. Да, така, видете вака, значи имаше проект за основните и за средните училишта да доаѓаат бесплатно, буквално беше, значи, но многу слаба беше посетеноста. Не доаѓаа ни од гимназија, ни од економска школа, ни од техничка, ни буквално немаше многу слаба посетеност, а имаше проект што го организира од општината, а немаше посетеност. Така да тој дел бев разочаран, а што се однесува за приватните клубови, да, има 4 приватни клубови има за пливање, и еден најнов сега што е ватерполо клуб, така да има заинтересираност има во приватните клубови, а вака посетители има, можам да кажам на дневна база дека има доволен број, така да имаме и доста редовни посетители што се навикнати луѓето на пливање и што знаат што значи бенефитот од пливањето, така да ги повикувам сите граѓани да дојдат да видат, пошто верувам дека многу не се запознаени
со нашиот базен. До септември некаде функционираше и отворениот градски базен. Така, да. Од што се однесува до отворениот градски базен, таму можам да кажам дека беше голема посетеноста. Ова лето таму бевме ангажирани буквално целиот тим. Значи буквално сите вработени на градскиот базен беше ангажиран за надворешниот базен. Ова година, како што рече, мислам директорот во вашето студио, дека имаше околу 11.000 продадени карти. Претходната беше подобра, 15.000, мислам дека беа продадени карти, но сезоната ова година беше малку послаба, затоа што имавме неколку лоши дена, да кажам, во јули месец. Така да, но се на се сме задоволни и имавме голема посетеност. Посебно имаше посетеност од нашите граѓани што работат во странство, беа дојдени тука на одмор и во тој период го искористуваат градскиот базен летен за да дојдат да не посетат, да видат, да се разодат и така. За користење на базенот постои одреден правилник, колку кумановци се придржуваат кон истиот? Така. И почитуваат ли правилата? Па да, немаме некои поголеми проблеми, се е во најдобар ред. И да има некој мал проблем, тука сме да реагираме сите. Кога имаше еден проблем, така директорот го реши, за брзо време реагираше, така да се придржуваат сите до правилник, веќе сите се навикнавме едни на други, така да функционираме сега безпрекорно, можам да кажам, и дечињата, и ние, и вработените, и спасителите, да ги кажам, и професорите што се на тие деца, значи сите буквално одлично функционираме сега и се надевам дека ќе продолжиме во такво издание. Кои се реквизитите кои што треба да ги поседува еден капач? Реквизитите, видите вака, реквизитите се капче, нели тоа што е за пливање капче и купање оригинал, значи не мислам оригинал некој Спидо, Nike, тие такви работи, но материјалот да биде таков како за костим за капење што е, да не бидат шорцеви и такви работи. Значи тоа се строгите некои правила што треба да се придржуваме и за сега сите се придржуваат, можам да кажам дека 99% луѓето доаѓаат со своите реквизити. Има уште реквизити децата што користат помагала за пливање, за учење за пливање. Тоа се исто така склоп на базенот, така да имаме доволно и реквизити и може да помогнеме на некој доколку некој нема реквизити или така нешто. За среќа мислам дека изминативе 3 години немавте поголема интервенција. Немавме, само ова сезона на летниот базен имавме една мал колапс на некој детенце во несвесна состојба. Интервенцијата беше од страна на нас спасителите, повикана брза помош, санирано и детето е во добра општа здравствена состојба. Така, Фросина летос ке сакам да кажам, исто имаше прекрасна интервенција, каде што спаси буквално живот на едно дете. Јас ја споделив на Facebook таа приказка и имаше многу споделувања. Таа стварно навистина реагираше со нејзиниот колега, исто така треба да го спомнам, Срđan. Спаси детенце, буквално беше во безсознание детето и успеа да го спасат. Имавме реанимација. Така да, за пофалба е тоа, треба да се пофали. Секако. Постои дневна, неделна, месечна и мислам и годишна карта за. Така, постои дневна карта, значи дневната карта е 100 денари. Можете да ја користите за сат, сат и пол, 2, значи никој тука нема да ви забрани да се капете сат и пол, например, или 2. Имате душ кабини, имате се што ви е потребно буквално за да си дојдете убаво да си поминете. За кои карти е најголема заинтересираност? Најголема заинтересираност е за дневните карти. Дневно имаме највеќе, така да за дневните, месечните карти така и така. Неделната карта е 500 денари, значи, а месечната е 2000 денари. Со тоа што, значи, со месечната добивате 11 дена гратис, буквално, така излегува, а со неделната 2 дена. Така да, ако некој сака да се извади неделна, месечна, сега се условите идеални, значи, за базенот, надвор кога е ладно, во базенот е предобро, така да слободно може да дојдат да ме посетат и да се заинтересираат за било што, да ме потражат мене, Фросина или било кој од нашите раководители. Ја поседувате ли сета неопходна специјализирана опрема за спасување, медицински помагала и слично? Да, имаме медицински материјали, се што ни е потребно за преврски, за прва помош. Исто така и имаме гуми за спасување во внатрешниот базен. Кое е работното време во кое што може да ве посетат кумановци, кои денови и слично? Работното време е секој ден, значи секој ден од 8 наутро до 22 навечер. Немаме, да кажам, пауза за викенд, секој ден е работен. Така да може да поминат и за викенд, може за... Има некои луѓе што се навикнати доаѓаат буквално во 8 наутро пред работа, значи пред работа дојдат и
после продолжуваат на работа. Имаме еден пример, да кажам, еден доктор, сега да не го именувам. Тој доаѓа после 24 часовна смена на својата работа, после тоа дојде, се исплива и вели сум супер сега, идам дома да одспијам. Така да делува многу добро за многу работи базенот. Градскиот базен често го поседуваат и лица со посебни потреби, и тие се дел. Така, и тие доаѓаат, така да треба, еве, сега ќе упатам еден апел за донација на едно девојче, на еден наш исто така редовен посетител Антонио, сакам голем поздрав до него и до неговата фамилија и до детето. Еве, ако може да се покаже на камерата, Јована Станковска. Таа има проблем церебрална парализа девојчето. 3 пати има отидено во Москва. Значи за преседување на матични клетки им требаат финансиски средства и би замолил сите, еве, една хумана работа е ова, да помогнеме на ова девојче да застане на своите нозе, и знам дека ние кумановци можеме тоа да го направиме, така да, драги мои, Телеком 143111 и ВИП 143482, така да помогнеме на Јована и да бидеме и ние захвални за некои работи. Ви благодарам на одвоеното време. Се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци. Така, сакам само уште нешто да кажам кога сме во ова прилика. Значи, сакам голем поздрав да упатам до моите колеги уште еднаш, значи да не се чувствуваат дека сме ги заборавиле тука во емисија. Сакам да кажам исто така и до моите вработени во јавното претпријатие Чистота и зеленило, до мојот директор, нашиот директор Даниел Стојчевски, до општината и до градоначалникот Максим Димитриевски, кој вчера му беше роден ден, така да му честитам и роден ден во моje име, во име на колективот. Така да тоа е што сакав да кажам. Ви благодарам и на вас на поканата. Навистина ни помогнавте за ова промоција, да покажеме дека градскиот базен е убаво место, и така да би апелирал сите да дојдете, да не посетите, така и вие да можете да дојдете. Благодариме и Елена. И ние. Така ви очекуваме. Благодарам многу. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.